Професор Ѓуров, еве продолжуваме во нашата анализа за конфликтите, нивното менаџирање, една сериозна тема. Констатиравме дека важно е пред се да се разбере што е оно што го имаме во компанијата, да прифатиме различни ставови и мислења, што е добра насока да се стигне и до разрешување на ваквите состојби. Како треба да се постави организацијската култура за да нема опасност еве од конфликтни ситуации? Организацијската култура е клучна за компанијата да пријаѓа соодветно на менаџирање на конфликтите. И тоа се некакви непишани правила или пишани, зависи како е решено во компанијата, кои што одредуваат на каков начин луѓето пријаѓаат кон конфликтите. Уште еднаш ќе напоменам, на македонските менаџери не им е лесно, бидејќи вработените доаѓаат без изграден пристап за менаџирање на конфликти. Во некакви западни култури, кај што во семејствата конструктивно од мали, луѓето знаат дека треба да изразуваат и конструктивно се менаџираат конфликтите, тие доаѓаат спремни и тоа го прават конструктивно. Меѓутоа, кај нас се доаѓаат вработени кои што не знаат и ќе дојдат во компанијата и ќе донесат некаков, да речеме, дел од нив ќе бидат лавови. Сега ти си собрал во група луѓе со конфликтен стил лав на едно место. Тоа е дефиниција, расправија, борба цело време. Менаџерите треба преку свој личен пример од старт да покажат дека се подготвени да прифаќаат конфликти. Значи, по дефиниција, лидерите се тие што ја креираат организацијската култура. Како да го направат? Кога вработен ќе покаже различно мислење, ти да му кажат ти благодарам, те молам образложи ми зошто го мислиш тоа. Кога ќе го сослушаат, да покажат конструктивност кон предлогот, да прифатат што е за прифаќање, што не е да образложат зошто не. И тоа да го пропагираат како начин за приоѓање кон сите различни мислења. Што прави лидерот? За многу кратко време, надолу по хиерархиската структура брзо се пресликува. Ако сака да продуцираат добра организацијска култура, да го совршат својот начин на пристапување и менаџирање на конфликти, и вработените преку нив ќе го пресликаат тоа понатаму. Клучно е отвореност кон различно мислење, воздржување од емоционални реакции, сослушување и потоа решавање на проблемите. Тоа се насоките за делот како да се гради организацијска култура. Тука може да се стават и попатни правила кои што може да помогнат. Не е дозволено повишување на тон, не е дозволено на користење на навредливи зборови, секогаш интереси, почитувај го тој другиот без разлика каков му е ставот, и тие елементи може да помогнат да поставиме правила кои што ќе бидат рамка во која што може да се изгради добра организацијска култура по однос на конфликтите. Ајде, каде сме тука со емоционалната интелигенција? Таа е клучна секако и во овој контекст на темата, како да ја идентификуваме и колку таа е важна всушност. Ги спомнавме емоциите, таму каде што се емоциите, таму е емоционалната интелигенција. Таа по дефиниција е поделена на две групи: емоционални компетенции кон нас и емоционални компетенции кон другите. Во првата група емоционални компетенции кон нас, два елементи: свесност за своите емоции, подготвеност да ги управуваме. Тука ќе се задржам. Менаџерите, лидерите на компаниите треба да имаат самосвесност. Тоа значи да се свесни за своите емоции, кога ќе се појави љутина, нервоза, нетрпение, да ги забележат и да не дозволат тие по автоматизам да ги стават во ситуација тие да почнат да викаат, да користат навредливи зборови или ненавредливи зборови, едноставно да го повишуваат тонот. Тоа треба да го усовршат менаџерите. Значи, треба да работат на подобрување на првата група на компетенции од емоционална интелигенција. Самосвесност и способност за менаџирање на своите емоции. Јас работам со дел од менаџерите на тоа и кога на соодветен начин ќе се пристапи, тие работат на себе. Значи, постои техника за освестување на љутина, што да се направи кога ќе се појави љутината, како истата да се изрази конструктивно, и низ говор, и низ техника на дишење. Зашто некојаш кога ќе во емоција кажеме нешто, после работите не се враќаат. После треба извинување, треба време да помине, а дали ќе помине, за да ударот, штетата што е нанесена, се врати назад. Сега, втората група се препознавање на емоциите на другите и способност за нивно менаџирање. Ама тоа без првата група на емоционални компетенции не може да се случи. Менаџерот треба прво да може да се контролира себе си, за да може после да забележи како се чувствува вработениот.
на соодветен начин да му пристапи, за да му помогне тој да ги менаџира своите емоции. Че емоционалната интелигенција е клучна, но треба да се работи конкретно за да истата се развие. И кон себе, и кон другите. И таа може би и подлогата на која што лежи менаџирањето на конфликтите. Каде е тука емпатијата сега? Колку таа е клучна за разрешување на конфликтите? Емпатијата е во делот на втората група на компетенции од емоционалната интелигенција. Способноста да препознаеш како другиот се чувствува. Како другиот гледа на работите. Или со прости зборови да влезеш во кондурите на другиот. Да видиш како е да бидеш комерцијалист во твојата фирма кој што 8 сати е на терен, на 40 степени надвор. Да можеш да видиш како тој гледа. Значи, емпатијата е многу напредна вештина, која што човекот има способност да ги гледа работите од страната од очите на другиот, да ги разбере и тогаш да може да одговори соодветно. Менаџерот гледа од озгоре, вработениот гледа од оздола или од средина. Менаџерот треба да биде способен да влезе во кондурите на другиот. И тогаш колку успеваат нашите менаџери во Индивидуално, има луѓе кои што тоа го имат природно, има луѓе кои што работеле, но повеќето не успеваат. Повеќето не успеваат затоа што, пак ќе кажам, нас семејствата не учат на тоа. Ние не сме култура која што не учи на слушање. Ние не сме култура во која што ние од старт емпатично настапуваме. Секој си има свој стап, си го држи и тоа е тоа. Нема попуштање. И тоа после се пресликува. За жал е така, но тоа што ме радува е што поголем број од нив се отвараат. Забележуваат дека подолго време кога ќе почнат да функционираат во таква средина и кога ќе видат дека некој навистина ја разбира маката, не ги суди, пошто делот колегите кои што се од мојата фела многу лесно ги обвинуваат менаџерите. Македонските менаџери нека да учат, тие се самобендисани, мислат дека се знаат, не е баш така. Тие имаат проблем, ама па ние не знаеме да им објасниме на начин кој што они ќе разберат. Ние тргнуваме многу теорија, тоа што јас сум го научил кај менаџерите, пошто држам обуки за нив е, тие многу не сакаат теорија. Секако најдобро е практично како да излезат од проблемот така или да најдат решение. И он ти вика, те молам, не филозофирај. Имам проблем, дај ми предлог. Ако предлогот ми даде решение, ти си на место, може да се работам со тебе. Значи, ние малку треба да поработиме на нив, да и понудиме соодветни решенија кои што на вистина ќе бидат практични и они ќе ги примерат. Верувам дека ова и емисијата ќе допринесе, меѓутоа и натаму одат работите, луѓето се во мака. И мора да бараат се во мака, и тоа е стварно мака. Дел од нив, баш кога ќе созре работа, кога ќе сватат дека доволно се обиделе, не успеале, дека некој има решение, си го барат решението, ако налетат на добар стручњак, ќе ги помогне и тие одма ќе го видат благодат.